дали не слуша прекрасната Сара, инаку имаше една песна Welcome to San Francisco. Така беше, Сара? Да, имаше. Добро утро, добро утро. Неа ни погоди веројатно како фантастичниот Френк Синатра или некој. Па не ми доаѓаше мелодијата, меѓутоа додека те најавувавме утринава си велиме таму во моментот нашето будење на Телма, дури го најавивме тоа за нашите гледачи и во текот на нашето промо, ама ние ќе ти кажеме добро вечер, Сара, токму ние некако ќе бидеме Скопје. како приспивна пред да си легнеш. Лалабај, приспивна песна. Во моментот таму е 22:43, така? Така е. И тоа е понеделник, само и тоа да го кажам, уште е понеделник кај мене. Се уште е понеделник. Вторник са бајле. Имаме разлика во временски зони. Да, интересно е тоа, 24 часовни зони различни кои што дете вака циркулираат, ама добро е што можеме вистина вака некако да се поврземе со наши луѓе и се сеќавам дека во твоето последно гостување во Телма во нашата кујна најавуваше всушност за ова твоја нова приказна и поглавје. Па те сега се прашувавме баш зад камери додека започнуваме со програмата колку време помина можеби додека си во Сан Франциско, во еден од најбавите градови и што те однесе таму, еве да раскажеме готвењето да, ќе ви кажам и за тоа. Да. Како што кажа, бев баш во емисија неколку дена пред да тргнам за Сан Франциско и тоа се случи пред 4 месеци сега. Времето многу брзо летна, ни мене не ми се верува дека помина дури 4 месеци од тогаш. Како што кажа, дојдов во јуни, дојдов за готвење, дојдов за да работам во ресторан со Мишелин звезда, со тоа и да го остварам мојот сон да имам привилегија да работам во еден ваков ресторан. Сан Франциско навистина ме остави без зборови, прекрасен град, многу убави знаменитости, прекрасна архитектура на целиот град, но исто така и ресторанот каде што работам навистина е прекрасен, има доста за учење, многу поразлично од се што сум видела и пробала претходно во мојата готварска кариера, но навистина има дошто што да се види, што да се научи, така да сум ефтен благодарна дека сум тука. Прекрасно. Гледаме фотографии, јас баш нели споделивме така, баш да бидат фотографии од Сан Франциско, од точно каде си лоцирана во Сан Франциско, пределот да речеме градчето, како да речеме на селбата, да речеме. Тие се поделени на, да ги кажам, вали, не знам како да ги преведам на македонски. Долини, така некако ќе му дојде. Долини, ете така, и да ви дошло долина. Оваа долина е наречена Ное Вали, работам во Pacific Heights ерија. Многу интересно за тоа е дека времето од долина до долина многу е различно и може многу да варира од ден на ден. Така што кажеш, може некаде да е сонце, некаде да врне дожд, во таа смисла? Баш така, во некои делови може да е навистина почесто има како магла и да е темно и тмурно, додека неколку блокови подоле да начекате навистина сонце и да уживате таму. И чинам дека маглата една е од оние препознатливи метеоролошки состојби за Сан Франциско, веројатно ради тие ридски подрачја, меѓутоа се уште не можам да се сетам, ви текнува на филмот Miss Doubtfire со Робин Вилијамс во главните улоги. Не знам дали е Лос Анџелес или беше Сан Франциско, токму поради овие куки. Сан Франциско. Сан Франциско е. Препознав затоа што нели најчесто во оние убави блокбастери или филмски приказни, кога ги даваат тие, да речеме, ридски делови, тие, да речем, улици, каде што имаш толку многу искачување и нели баш познати филмови се снимени, така се сетив и на овие. Тоа е. Дали Алкатрас, познатиот Алкатрас мостот беше таму исто така? Затворот. Да, тоа е остров, да, затворот е Алкатрас. Немаше, мислам дека и мост кој што ги поврза Алкатрас, така? Нема мост, но таму е во близината на познатиот Golden Gate Bridge или црвениот мост, што е знаменито за Сан Франциско, таму може убаво да се види островот. Одлично. Имено последниот период ние баш говориме за доста македонци кои што замина, особено во угостителството да се надополнат. И во една прилика ти баш кажа дека во случајот нели Америка, еве да речеме Сан Франциско е можеби една географска карта за да ја исполниш можеби својата визија и сон.
дали полека си го остваруваш тоа, лесно се прифаќа готвењето, амбиентот или карактерот на Сара таму, како е генерално прифаќањето на диверзитетот и така натаму? Да, како што кажав, многу е поразлично работењето овде, отколку се што сум работела претходно, но навистина сметам дека добро се вклопив. Сан Франциско како град е град во кој што има многу луѓе кои што доаѓаат од секаде во светот. Буквално за мене е реткост да најдам некој што е староседелец тука или што бил роден во Сан Франциско. Има многу дојденици, така да ниту во еден момент не се чувствував дека нема да се вклопам или нема да успеам во тоа што сакам да го правам овде. Угостителството како нели бранша тука е многу распространето, исто така многу се работи на тој момент на хоспиталити, односно на угостителството е навистина на едно повисоко ниво. Сигурно сте слушнале дека тука се остава бакшиш за во било кој ресторан да влезеш, но тоа навистина сметам дека и придонесува за таа услуга што ја добиваме во рестораните. Конкретно за ресторанот во кој што работам се вика Сорел, сега го гледате тимот кој што работам, не е многу голем тим, но навистина има некој нов начин на размислување и менталитет кој што навистина мене ми помага не само да идам на работа колку да идам, туку навистина да научам и нови гранки и на угостителство, и на водење како лидершип, исто како да се вклопам во нови тимови. Да се надградуваш едноставно, нови постојано. јазици и така, да. Да, Сара, еве и од фотографиите кои што имаме можност да ги видиме и од она што сме имале можност да го вкусиме во кујната кога си ни била, секогаш твоите рецепти се иновативни, визуелно многу интересни, со бои, и тоа е веројатно некој нов тренд во гастрономијата кој што верувам таму е кај нас е можеби малце нели ново, понеприфатено, поинтересно, но верувам во Сан Франциско каде што има светски патници, каде што има буквално цел свет е таму и најразличен број односно тип на туристи, верувам дека е секојдневие. Но кои се оние новитети еде во гастрономијата кои што тебе посебно сега ти се интересни, со што комбинирате? Нели едно време беа кај нас популарни микробилките. Мислам дека и ти имаш правено некои рецепти со тоа. Како е, да речеме, на светско ниво, кои се новитетите во гастрономијата? Кој што секако кога ќе дојдеш тука ќе ни ги пренесеш. Експериментира, секако дека ќе ги пренесам. За тоа дојдов. Многу се експериментира и навистина се пробува да се дојде до некои нови вкусови, како што кажа и ти самата, изгледот на самите јадења е навистина на некое врвно ниво, навистина храната некогаш изгледа толку уметнички да ти е жал да дегустираш. Но исто така многу се обрнува внимание да се достигнат тие автентични вкусови и да навистина при секое вкусување на таа храна едноставно да ти врати некоја емоција, некое доживување и никогаш да не го заборавиш тој вкус што си го пробал. Да, мислам често прашање тоа нели колку да речеме вакви ресторани кои што имаат да речеме нели и признаени сертификати, Мишелин звездици во светот и така натаму, се транспарентни да речеме кога доаѓа во случајот Сара Трајковска од Географија Македонија да понуди можеби и нешто свое во менито. Дали има простор да се ревидира менито па да се додадат некои македонски рецепти и специјалитет? Дали нешто им подготви на колегите? Или и како има. Да. Сакам и тоа да убаво ме потсети за ова ни на тебе не ти спомнав. Очекува цело време, зашто менито се менува сезонски, така да на секои 3 месеци ние спремаме ново мени, дури кога имаме некои како поп-ап вечери, секогаш е добре дојдено нечие туѓо мислење, некој друг рецепт, така да за ова лето во менито на Сорел метнавме наше јадење, тоест мекица. Браво. Многу интересно, на некој модерен начин го припремевме. Додаток е се уште во менито, но се служи како додаток на едно јадење што е со доматчиња, боселек,
еден крем од сирење многу интересен, така да многу интересни вкусови и идејата за мекица многу убаво се вклопи. Така да јас бев многу среќна да споделам и некој друг рецепт. А што е со идејата за ајвар, за пинџурче, нешто такво? Да, јас многу си ја фалам нашата македонска кујна. И тука, така да јас ајварот го представив како наш навистина кавијар, зашто е навистина едно прекрасно јадење. За жал, не сите продукти што ги имаме во Македонија, како автентичната црвена пиперка која што правиме ајвар ја има и овде, иако навистина имаат многу вкусен и сезонски зеленчук, прекрасни намирници, многу новитети научив за нив тука, но едноставно не можам јас само туку така да им припремам ајвар, иако би сакала да го направам, но се понудив да ги користам тие моменти на family meal што ги имаме во нашиот ресторан, да им подготвам нешто и да пробаат нешто од нашата кујна. Имено, генерално како ти и тебе животот еве овие 4 месеци, кои се плановите, како планираш можеби да пуштиш корени, дали тоа е можеби местото кое што во моментот некако ти е одлучувачко таму да останеш, како ти е планот за Македонија, генерално тоа не интересира и кој би беше најголемиот културен шок кога пристигна во Сан Франциско, на кој што ти беше малку да речеме тешко да се адаптираш? Сан Франциско, како што напоменав, навистина е прекрасен град и многу повеќе ми се допаѓа за живење од Нью Џерси, каде што живеев пред 2 години. Културолошки шок, што можам да кажам, улиците ми беа многу стрмни, искачувањето, секој пешачење, иако е град во кој што навистина има простор за пешачење и уживање во прекрасни мала куќите се многу интересни за гледање, но искачувањето по тие брда знае да биде предизвикувачко. Добре. Кондиција, значи треба добра кондиција. Се враќаш наскоро во Македонија, можеби на посета, какво ти е планот сара? Во Македонија нема да се вратам до следен јуни, значи останувам тука до следен јуни, ќе видиме што ќе се случи потоа, но првичниот план за сега ми е да навистина го завршам. Ја завршам оваа година во ресторанот, мојот договор трае 1 година тука, би можела да го продолжам, но како што кажав, мојот план е да се вратам и сето знаење што ќе го соберам да го пренесам во македонската гастрономија. Одлично, искрено, нели, секој пат мала тага чувствуваме кога заминуваме од нашата земја, а знаеме дека можеме да ја ставиме како продукт, географија што се вели убаво да испрезентираме. Мислам дека ова е само сегмент, твојата приказна е баш сегмент како може да го популаризираме сето тоа, ама стекнатото искуство по тоа да го поделиш тука како занет и мајсторство. Ке ти посакаме добра ноќ, добро спиење, добар сон. За колку часа стануваш за на работа од прилика сега гледано, бидејќи таму во моментот 20:50. Сега сум слободна, понеделник и вторник најчесто сум слободна, но од прилика 8:30-9 сабајле сум будна. Кои се плановите само кратко за утре? Имаш простор за джогирање да прошеташ нешто или ќе останеш да? Плановите се да уживам во денот. Слушнав дека во Македонија ви следуваат ниски температури, овдека сега почнува летото, сега почнуваат навистина високите температури, така да може да се прошете и до некоја плажа утре. И така, деновите, слободните денови, поточно овдека ми поминуваат во шетање и навистина уживање во градот. Прекрасно те чекаме. И малку ти завидуваме, Сара. Да, ќе те вклучиме секако уште еднаш сигурно до крајот на годината. Ние ти благодариме, те прегрнуваме. Добра ноќ уште еднаш и се слушаме за скоро. Биди добра. Поздрав, праќам гушки и бакнежи и ви благодарам уште еднаш. Имајте прекрасен ден. Исто, ти благодариме. Се надеваме дека оваа убава енергија допре до многумина од вас.